Центарот за јавно здравје од Битола пред се во служба на здравјето на населението. Токму за работата и функциите на оваа здравствена установа. Денеска разговараме со стручниот раководител, примариус доктор Тони Коњановски. Докторе, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добре ве најдов и пред се голема благодарност до вас, до вашата телевизиска куќа, за интересот кој го пројавувате за една вака значајна област од областта на здравството секако. И дозволете да ве поздравам во моје име, во име на стручниот тим, директорот доктор Владо Трајковски и вработените на Центарот за јавно здравје Битола. Најпрво да започнеме, Центарот за јавно здравје од Битола покрива еден поголем регион. За кои населени места станува збор, кои ги опфаќате со вашите надлежности? Центарот за јавно здравје од Битола е превентивна јавноздравствена установа која покрива една, може да се каже, поголема територија. Го покрива районот на градовите Битола, Кичево, Ресен и Демир Хисар и новонастанатите општини Могила и Новаци. По-конкретно, тоа е територија од некои 3700 квадратни метри или 14,5 отприлика проценти на територијата на Република Македонија и според пописот од 2002 година опфаќа население од негде приближно 190.000 жители кои живеат во тој регион. Во однос на структурата, претежно се работи за градска популација од некои 63%, останатото е селско или рурално население, чисто во оние статистики кои ние ги обработуваме. Во рамки на Центарот работат повеќе служби. Кои се области се опфатени со работата на овие служби? Пред се да кажам дека со своите подрачни единици во Битола, Кичево, Ресен и Демир Хисар, стационирани имаме во Кичево и Ресен, и Битола секако е централата. Вкупно се вработени 66 здравствени работници, може да се каже, претежно стручен кадар, од кои најголемиот носители на дејноста се секако лекарите, 15 лекари се, од кои 13 специјалисти и 2 млади колешки на специјализација, со високо стручно, да речеме, со високо стручно образование, сите се специјалисти во своите области. Имаме од нив се 8 примариуси, имаме 2 магистри од областта на медицината, а останатите се високо стручен медицински кадар, претежно со висока медицинска школа и останат помошен кадар кој е необходен за функционирањето на здравствената установа. Иначе, во структурата на Центарот за јавно здравје од Битола, функционално сме составени од 4 единици, 4 оделенијата, оделението по епидемиологија, оделението по микробиологија и паразитологија, оделението по социјална медицина и здравствено воспитување и оделението по хигиена и здравствена екологија. Во составот на службата за епидемиологија работат два оддели. Оддел за епидемиологија и оддел за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Која е функцијата на оваа служба и кои се дејности ги обавува? Секако не дека припаѓам од тоа оделение, секој оделение си има свое значење, секако посебно во делот на структурата на Центарот за јавно здравје, меѓутоа конкретно од областта на јавното здравје и во реализација на програмите, посебно националната голема програма за јавно здравје на Република Македонија, одделот за епидемиологија има една од позначајните улоги, точно рековте, одсек за епидемиологија постои и одсек за дезинфекција, дезинсекција и дератизација или како го нарекуваме ДДД. Основна функција е превенција, следење, проучување и спречување на појавата на заразни болести преку повеќе индикатори кои ги следиме во оделението по епидемиологија. Во оделението работат 2 специјалисти епидемиологии, млада колешка, пацијата се примариуси и колешка млада на специјализација, така да и кадровски ќе се зајакниме. Цел ни е одржување на мирна и стабилна епидемиолошка состојба, како што ја нарекуваме, преку спречување и сузбивање на појавата на ширење на заразни заболувања, таа контрола или тоа собирање на информации, како би направиле анализа и потоа како би презеле превентивни мерки, се одвива преку неколку системи на надзор кои функционираат во Република Македонија. Тоа е така наречениот, еден од нив е алерт системот за синдромско пријавување на заразни заболувања. Тука е редовниот систем на пријавување на заразни заболувања или болести кои подлежат на
евиденција, кои подлежат на пријава, кои ги пријавуваат сите јавно-здравствени и приватни здравствени установи според законската регулатива. Освен тоа, тука е сезона сме на грип, секако една од болестите на кои имаме посебен акцент е следење на состојбата со грип и болести кои се превенираат во тој дел, значи акутни, горно и долни респираторни заболувања, преку групни пријави, сега во периодот од 40-та недела, или индивидуални пријави на грип и останати други заразни заболувања, реков, кои следат. Освен тоа, еден нов систем од минатата година е функционален во Република Македонија веќе 2 години, Битола со една пилот ПЗУ здравствена организација е вклучена во така наречен Сентинел систем за надзор стражарни места, за надзор на конкретно е како дополнување на стандардниот систем за контрола на грипот. Едно од другите основни работи кои ги работиме во одделението по епидемиологија е следење на бацилоносителството, на заболени, сомнителни, сомневања за одредени заразни заболувања. Многу битна работа во однос на контрола и превенирање на болестите. Се работи, значи, за контрола на бацилоносителство, кај оние кои е тоа законски подлежно да се работи, тоа се здравствени работници, тоа е целокупниот медицински персонал, тоа се вработените во образованието, и сите оние кои работат во промет, производство на храна и така натаму, со цел, значи, ова дејност, ова активност се работи заедно претежно во делот на одделението по хигиена и здравствена екологија, меѓутоа заедно како хигиено-епидемиолошки сектор и дел тие активности ги реализираме, може да се каже, заеднички. Освен тоа, ќе ви набројам дел од активностите според тие се отприлика некои 10 клучни активности според големата национална програма за јавно здравје, чисто граѓаните да бидат запознаени, контрола, спречување, внесување на тропски и карантински болести, многу значаен дел од контролата на воопшто заболувањата. Значи, знаете дека под епидемиолошки надзор се ставаат сите патници кои доаѓаат од земји под кои се ставени, под кои подлежат по здравствен надзор или патување во странство. Во таа насока се спроведуваат противепидемиски мерки, се прави контрола. Значи, знаете, во сезоната на аджилакот, кога голем број наши сонародници од исламската вероисповест патуваат во тие земји на хаџ, по нивното враќање тие се стават под здравствен надзор. Исто така беше слична ситуацијата со еболата, имавме пред година и пол, кога беа ставени под здравствен надзор студенти кои тука студираат во Битола. Тоа, да речем така, тивко се направи, помина сето тоа во ред, со цел да се направи една контрола или здравствен надзор, проверка на сето она што треба да се провери, како не би дошло до ширење на и други заболувања. Освен тоа, еден голем аспект е имунизацијата. Секако тоа посебно ќе ве интересира и вас. Се работи за дел од многу значајна активност во одделението за епидемиологија за контрола, спроведување за вршење контрола во спроведувањето на задолжителната имунизација. Тоа се тие Во текот на минатата недела доста актуелна тема кај нас. Вие ја спроведувате сезонската имунизација и односно заштитата од грип. Каква е, кажете ми, моментално ситуацијата со сезонскиот грип во нашето подрачје? Така, дозволете само 2-3 збора уште за овој дел од имунизацијата, доколку дозволувате. Значи, се работи за она контрола на редовната имунизација според програмата, според календарот за имунизација. Значи, ние вршиме таа, може да се каже, планирање, организација, контрола, евалуација на резултатите, сумирање, следење на реализација и планот на обемот, значи на извршена имунизација. Тие сите податоци се многу битни како би се и испланирало, меѓутоа како би се виделе и се согледале последиците или би се превзеле превентивни мерки за затајување или појавување на така наречени джепови во спроведувањето на имунизацијата. Да кажам и тоа дека и покрај негативните вакцинални кампањи, Битола е сепак еден од градовите, можем да кажам, во кој таа се солидно се спроведува во висок степен. Зависи од болест до болест, односно од оние кои се вакцинално превентабилни заболувања. Тука секако најголема улога имаат превентивните тимови при здравствениот дом во Битола за предшколска и школска возраст, кои ја спроведуваат, ја реализираат, меѓутоа ние сме тука како методолошка
помош, контрола на спроведувањето, проверка на евиденцијата во соработка со Државниот санитарен здравствен инспекторат и велам имаме висок опфат што е многу битно за спречување и појава на болести кои веќе ги нема. Ме прашавте за заштитата од грипот. Битола, можем да кажам, и стално тоа со гордост го кажуваме, град во кој има висок степен на здравствена култура, воопшто. Значи, тоа го гледаме не само од вакцинацијата, тоа го гледаме и од огромниот број на анализи, параметри кои се испитуваат во Центарот за јавно здравје, посебно во одделението за микробиологија. Значи, луѓето сакаат да го почитуваат зборот на лекарите, почитуваат нивното мислење, ги вршат тие контроли, анализи и така натаму. Така и во однос на вакцинацијата, која секоја година се спроведува, тоа е значи доброволна, на доброволна основа. Се спроведува од тимови кои секоја година, негде почетокот на средината, всушност на октомври ја спроведуваме и негде околу 5000 вакцини секоја година ги распределуваме за регионот на Битола, Кичево, Ресен, Демирхисар и Новаци и Могила секако. Дали од година во година заинтересираноста и бројот на вакцини се зголемува или имаме некои можеби стандарди? Па видите, за жал последните, можем да кажам, 10 години, тие, како што ги споменав, негативни вакцинални кампањи си најдеа тло, луѓето, велам, посебно со продорот на електронските медиуми, интернетот и така натаму, читаат, можеме да кажам, се и се што, влегуваат на сајтови кои, навистина, од ракав исфрлаат некои податоци, меѓутоа, треба сите да знаеме. Немаше многу работи нема да бидат такви како што се, доколку ако не постоеше вакцинацијата. Посебно тоа се покажа и со појавата на морбилите, рубелата, повторно каде што се јавија џепови во неспроведувањето и на други, секако, вакцинално-превентабилни заболувања. Друго одделение кое работи во рамки на Центарот за јавно здравје е одделението за микробиологија, кое е исто така составено од неколку одсеци. Која е неговата функција? Секако, одделението по микробиологија е, ајде да кажам, нема да ми замерат колегите, можда и столбот во однос на финансискиот дел во однос на она што буџетот, значи, нас не го дава, фондот фактички, за здравствено осигурување, зашто тука се помешани, односно во една симбиоза, два система, јавноздравствениот аспект кој го има одделението за микробиологија и специјалистичко-консултативната нивна микробиолошка дејност која е евалуирана и фактички платена преку буџетот, преку фондот за здравствено осигурување, а ова другото, јавноздравствениот аспект, преку големата програма, превентивната програма за јавно здравје. Така да тука постојат неколку одсеци, секако. Во основата на постоењето на одделението е етиолошка, бактериолошка, вирусолошка и паразитолошка детекција на причинителите на многу заболувања, значи трагање по изворот. Освен тоа, одредување, контрола и евалуација на антибиотската терапија, што е многу значајно. Во последно време, секако и ематичните лекари и клиничарите бараат подршка од современа лабораторија, како што е нашата, со одговорно можем да кажам, кои ќе ви дадат потврда на со антибиотска терапија, со антибиограм на она што е детектирано или она што велиме, тоа е секако превенција од појава на резистенција на антибиотиците, на рака земање, на своја рака земање антибиотици. Јас би апелирал до граѓаните да ги почитуваат, значи, препораките на своите матрични лекари, да направат анализа кога се зема бриз пред се или бриз од рана, од грло и нос, било како. Тоа да дозволат да од лабораторијата го даде својот суд, својата анализа и да одат по препораките на она што е дадено. Само така би се избегнала и појавата на прекумерно користење на антибиотици, нецелисходно, и појава на резистенција од прекумерно земање. Исто така, тука се работат и контрола на превземени мерки превентивни во ова одделение, како што се стерилизација, антибиотската терапија, ефекти од лекувањето и така натаму. Микробиолошки прегледи на лица кои доаѓаат од земи со маларија, колера и така натаму, детекција, значи, на тие нокси, испитување, исто така еден голем дел од еден одсек од микробиологија, за санитарна микробиологија, е контролата, испитување на вода за пиење, површинските води,
животни намирници, предмети за општа употреба и така натаму. Ќе ви кажам по 2-3 збора за секој од тие одделенија и учеството во наставна едукација која имаат, посебно во дело, значи, како помош и како база, можем да кажам, на високата медицинска школа во Битола. Одсекот за бактериологија годишно изработува, може да се каже, преку 100.000 анализи. Една од сигурно во југозападниот дел од Македонија немаме апсолутно никаква конкуренција. Долгогодишната традиција и ангажманот и вложувањето во човечки кадар, во едукација, секако и во опрема, допринесе на високо ниво на квалитет на анализите и услугите кои ги даваме. Значи, тој е составен одсекот за бактериологија составен од неколку одели. Едниот е оне кој ние стандардно го нарекуваме кујна или спремање на бактериолошки подлоги, оддел за припрема на бактериолошките подлоги и стерилизација. Тука е приемното одделение на кое пациентите, граѓаните први доаѓаат во контакт со вработените на Центарот за јавно здравје. Потоа 2 лаборатории се функционираат во овој одсек за ентероинфекции, за генитоуринарни инфекции и лабораторијата за респираторни интрахоспитални инфекции. Имаме високо софистицирана навистина опрема од реномирани производители, Вајтек, Бакталерт и така натаму, апаратура која многу брзо, многу софистицирано и веродостојно ги реализира, значи, односно дава резултати на испитаните мостри. Исто така, ова лабораторија, велам, ги се спрема за одделот на акредитација на клиничките микробиолошки лаборатории, односно, ќе дојде секако денот кога ние многу спремно, паѓајќи, да речем, на ваквиот начин на работа со високо едуциран кадар и софистицирана употреба, ќе треба да се приклучиме на акредитираните лаборатории во тој дел, велам, на клиничкиот дел, клиничката микробиологија, па така да тестирања постојат на антибиотска осетливост. На европско ниво влезени сме во LabNet мрежата, каде според најнови стандарди, препораки од EUCAST се врши компарација на нашите анализи со соеви кои ги добиваме од странство. Од 2013 учествуваме и програмата за следење на антимикробна резистенција во Централна и Југоисточна Азија и Источна Европа, така наречената Цезар програма. Дел од другите работи кои ги спроведува се одсекот за паразитологија, во кој се детектираат паразити, одсекот за санитарна микробиологија. Ние еден од одсеците во кој посебно развиваме, тоа ни го бара, велам, и јавноздравствениот сектор, јавноздравствените, да речам, проблематики со кои доаѓаме, отек меѓутоа и она што се нарекува комерцијален дел, од испитување на води, храни и така натаму. Тука сме веќе длабоко навлезени во фазата на акредитација, според стандардот 17025 за тестирање на води и храни, така да ова вкупно се акредитирани некои 15 методи за тестирање на води. Јас ќе ви ги наведам, значи детекција и енумерација на Escherichia coli, на ентерококи во вода, псеудомонас, на сулфиторедуцирачки анаероби, додека од она што се испитува во храната, во овој дел, значи, на лабораторијата за санитарна микробиологија, се детекција, хоризонтална метода за детекција на листерија моноцитогене, салмонела, стафилокок, ешерихија, ентеробактер, бацилус цереус, клостридиум, квасци мувли и така натаму. Значи, овие не се акредитирани методи, така да она што ќе се детектира во лабораторија, апсолутно се одвестува со она што се детектира во било која светска лабораторија. Велам, имаме колеги кои се високо посветени на тоа. Ние неколку, значи, еднаш или два пати годината подлежиме на сертификација, реакредитација, проверка, а скоро беше тим од Белград присутен тука, кој ја врши таа проверка и припрема на, односно, проверка на лабораторијата за анализите кои ги работиме, да бидеме во текст она што се нарекува стандардна акредитација како што е секаде во светот. Кога станува збор за санитарно-хигиенската дејност и контролите кои ги вршите врз храната, водата и така натаму, нели, воздухот, комуналната бучава, како стоиме како поднебје во поглед на сите овие испитувања? Па видете, значи, како што реков, дел од храната и дел од водата се испитува
дел во лабораторијата кои се наоѓаат во микробиологија, значи тоа е тој дел на санитарна микробиологија, и делот во санитарна хемија, тоа е бромотолошката лабораторија која е во делот за хигиена. Ќе ви одговорам на прашањето, меѓутоа дозволете да кажам само уште за два дела, кратко доколку времето ни дозволува, за два многу значајни одсеци во одделението за микробиологија. Тоа е одсекот за серологија, еден од повторно ќе речам најсовремените, со скромни почетоци негде 80-тите, меѓутоа денес е во самиот врв, значи таква од тој домен, значи серолошка лабораторија за детекција, значи на бактерии, вируси и така натаму. Во овој дел Југозападна Македонија секако нема. Тоа го потврдува и нашето и барањето на пациентите, значи и од други градови тие доаѓаат за Кичевеќе, наша подрачна единица, и тоа Прилеп, Охрид, веруваат на резултатите од лабораторијата и се почесто доаѓаат. Значи, тука се вршат разни стандардни, значи анализи со стандардни класични брзи аглутинациони тестови, со имунохроматографски, со директни, индиректни, флуоресцентни методи и со најсовремени автоматизирани ELISA тестови. Значи, се врши серолошко испитување на разни белодробни, само чисто дел од палетата да ви споменам, на белодробни инфекции, детекција на специфични IgM и IgG, антитела во вируси, целата палета на аденовируси, инфлуенца, сега во тек на грипот, значи брза детекција за само пола сат имате за кој тип на вирус се работи, бактерии, микоплазма пневмонија, хламидија пневмонија, легионелата, коксиелата, од типот на вирусите, комплетна цела палета на вирусните хепатити, од типот на Б, С, меѓутоа и маркери за хепатитот А. Од она што е актуелно и што пациентите често го бараат се серолошка диагностика на и квантитативна и квалитативна на Helicobacter pylori, маркери од типот на ПСА, простата, значи маркерот, задолжителен скрининг на сите бремени жени, она е што од оваа година, значи, почетокот на годината влезе како, уствари тоа го правиме од минатата година, меѓутоа сега во овој момент и бесплатно за сите бремени жени. Тоа е еден пакет, еден задолжителен скрининг на сите бремени жени во 16-та недела на бременост, каде се испитува на широка палета. Тоа беше до минатата година, значи проследено со плаќање само на партиципација, која секако не беше голема, меѓутоа од оваа година по препорака на Министерството за здравство со цел зголемување на наталитетот и поголема безбедност пред се на родилките и нивните плодови, се вршат и бесплатно сите тие анализи. Значи, преку 2000 жени годишно се поминуваат низ Центарот за јавно здравје, бремени секако. Се испитува ХИВ, ХБС, значи антиген, сифилис, рубеола, цитомегаловирус, токсоплазма и сите други, да не ги набројувам, кои по препорака на гинеколозите спаѓаат во тој скрининг задолжителен за сите бремени жени. Исто така, голем број анализи имаме за ХИВ-СИДА, оние кои сакаат да го проверат својот статус, преку 1500 тестови годишно, што дел се анонимни, дел се по собствено барање на граѓаните или по некоја епидемиска индикација. Се спрои така да тоа е она во главном што се прави, меѓутоа секако ќе ви интересира и она што го спремаме скоро. Во тек сме на формирање на нова, значи, лабораторија за молекуларна диагностика. Тоа е нешто што го најавувавме веќе година и нешто. Лабораторијата ја опремуваме со сопствени средства и со сопствена идеја, потикнати од тоа дека вакви анализи се работи за предсе детекција на хуман папилома вирус, значи вирус кој предизвикува карцином на грлото на матката кај жените, посебно оние типови кои се од таа ризична група. Вакви анализи во регионот не се прават и ваква апаратура се работи за најсовремена real-time PCR апаратура, значи која работи врз основа на полимераза верижна реакција во реално време, така наречена. Се врши детекција на и други параметри, меѓутоа основната наша водилка беше детекција на HPV вирусот кај жените и велам тоа е анализа, тоа е параметар кој ние ќе им го, може да се каже, ќе го испорачаме
на граѓаните, сите заинтересирани, сите они по индикации секако препорака на лекар кој ќе го тоа побараат, зашто освен во Скопје, во ниеден град друг со ваква технологија не се прави детекција на, значи со ваква PCR технологија. Се работи за високо софистициран апарат и таа лабораторија веќе е спремна, меѓутоа не е се уште почната со официјално со работа од типот 7500 PCR, значи real time PCR. Таков апарат има, значи, Македонската академија за науки и уметност, МАНУ, нивниот оддел за молекуларна диагностика. Потоа ги има фармацеутскиот, инфективната клиника, Институтот за јавно здравје, клиниката за гинекологија. Значи, на неколку места во Скопје има и нашите жени, по препорака на гинекологите, мора да тие анализи да ги прават во Скопје и да се чека по 2-3 месеци. Се надевам дека времето ќе биде скратено и ќе имаме адекватен одговор, посебно велам за ХПВ, меѓутоа и за други во тек на работата ќе вклучиме и параметри кои ќе можат да се испитуваат од типот на ХИВ, СИДА, хламидија и така натаму. Како единствена во овој регион, кога може да очекуваме да започне со работа? Кажавте дека е спремна, на што се чека? Па, јас се надам почетокот негде на април ќе бидеме готови, значи се работи на доопремување. Лабораторијата е градежно технички, да речем, опремена. PCR апаратот е стигнат, меѓутоа потребна се цела палета на пропратна лабораториска опрема, софистицирана, комори кои ќе треба да се инсталираат како во најдобар ред, значи имаме кадар, младата колешка. Ќе работи таа технологија најнова микробиолошка, таа насока ќе оди на едукација, значи за оваа метода, така да ќе имаме нешто што го нема, да речем, го нема другите центри за јавно здравје секако. Да не го изоставиме и одделението за социјална медицина. Секако, одделението по социјална медицина си има своје значење во работата на Центарот за јавно здравје, посебно во анализата на здравствената состојба на населението и ризиците, во анализа на системот на организација на здравствената заштита и фактички сите податоци се слеваат во тоа одделение како еден центар кој би требало да ни ја каже здравствената стратегија, здравствените политики, состојбата со здравјето на населението во регионот, зашто кај нив на едно место се слеваат во тој сектор сите податоци релевантни. Значи, само да напоменам дел, тоа се состои од одсек за организација, планирање и програмирање, потоа за одсек за здравствена статистика и информација, во која се слеваат, ги обработува, значи, здравствено-статистичките податоци од извештајните образци, кои се должни да ги достават сите ПЗУ, одделенија, болници и така натаму. Од областа на здравството, во примерна, значи специјално консултативна и секундарната здравствена заштита. Потоа статистички показатели за примерна и секундарна здравствена заштита, континуирано се прибираат, се анализираат во овој оддел, од типот на кадровско обезбедување, мрежно покривање, организација на здравствената мапа, посети, прегледи, регистрирање на морбидитетот, морталитетот на разни заболувања и велам, тие сите податоци дел се анализираат кај нас и како такви се праќаат до Институтот за јавно здравје, каде би требало да се направи годишни извештаи, се собираат на годишно ниво и се прави таа здравствена стратегија, што е она што ни циркулира, кога ќе кажеме толку и толку ново заболени од карцином, пример на бели дробови и така натаму, сите тие податоци се слеваат во тој центар во одделението социјална медицина и здравствена статистика. Тие има дели за здравствено воспитување, на кои даваме доста, значи, внимание. На кои начин и каде се спроведуваат здравствено воспитните активности? Па тоа е тим, значи, кој по своја програма ги спроведува тие активности во училиштата, почнувајќи од, значи, најмалите до повозрастните категории, значи здравствени работници, тука се офатени, просветни и така натаму, пред се во образованието, тука исто така во одделението социјална медицина постои и интегрирана грижа за здравјето на мајките и децата, еден од параметрите кои ги собираме. Систематските прегледи тука се анализираат на категории на работници кои подлежат на такви прегледи, со цел да знаеме што е она што ни циркулира, кои се тие хронични незаразни заболувања кои представуваат ризик по населението.
Бременост, породување со нормални, значи во нормални физиолошки, како нормална физиолошка појава. Сите тие податоци за бројот на новородени, болести кои се јавуваат кај мајките, кај дојнчињата, патронажната служба, контрола и така натаму, дел од податоците се слеваат во Центарот за јавно здравје. Можам да кажам дека во неколку години веќе се спроведуваат, една по една се воведени, неколку програми на Министерството, превентивни програми за превенција на малигни заболувања. Па се работи програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката, програмата за откривање на колоректален карцином, тоа го знаат граѓаните кои по препорака на матичните лекари, доаѓаат и ги прават тие хопс тестови. Кај нас и програма за рано откривање на ракот на дојката, каде нашите колеги од одделението по социјална медицина ги закажуваат тие превентивни мамографски прегледи за контрола, значи и превенција на ракот на дојката. Исто така работат и две советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје, кое од година на година е се попосветено пред се од младата популација, каде може да се запознаат со сите ризици, нормално здраво поведение, да речем, во однос на превенција или влегување во тие сексуални односи. Потоа постои одскоро советувалиште за одвикнување од пушење, кое многу скромно, велам, на самиот почеток почнува со многу малку број на посетители, меѓутоа се, велам, доаѓаат, почнуваат да прашуваат кои се методите, кои се начините. Значи колегите се, велам, обучени за тоа, да помогнат, да дават совети, да укажат на ризиците, така да, велам, тој дел на социјалната медицина е многу битен, заедно со здравственото воспитување кое тие го спроведуваат. Има ли поголема заинтересираност во советувалиштето за одвикнување од пушење? Па, за жал, велам скромно почнавме, тоа одскоро, тоа советувалиште. Меѓутоа, јас се надевам дека брзо ќе се окуражат доста, посебно од младата популација, кои го сватиле ризикот или барем да дојдат да се информираат за ризиците, за можноста, како најбрзо да се кажат, посебно велам за ризиците и ноксите кои следат од ова навика. Во денешниот разговор две теми се неизбежни, а тоа е бегалската криза. Дали напливот на мигранти во нашата земја донесе или се појавија некои здравствени ризици за населението? Па видете, со оглед на местоположбата наша, да, ние сме граничен град, многу блиску до границата со Република Грција, меѓутоа за цела среќа можам да кажам не сме таа врата, не сме на тој коридор балкански, према таа рута према, да речем, југоисточна Европа и поразвиените земји на Европа, пред се Германија, Австрија и така натаму. Така да за сега не сме засегнати, меѓутоа Министерството за здравство работи на превземање на превентивни мерки, посебно тоа го практикуваат нашите колеги од делот на Центарот примерно здравје, Центарот за јавно здравје во Велес, нивната подрачна единица во Гевгелија, кои се навистина на удар, исто Центарот за јавно здравје Куманово. Значи тие се редовно на терен со дежурства, се спроведуваат тие превентивни мерки. Значи мислам дека одскоро ќе почне и контрола на вакцинални статуси со тие биометриски нови документи, ќе има секако работа и за нашиот сектор, меѓутоа и за одделението доста беше вклучено и во летниве месеци во тие превентивни мерки од типот на дезинфекција и дератизација. Така да, за среќа Битола во моментов не е вклучена во ова, можем да кажем, бегалска криза. Колегите од одделението за хигиена секако ќе ми замерат, доколку не спомнам делокругот на нивната многу значајна работа. Значи, одделението по хигиена и здравствена екологија, заедно со одделението по епидемиологија, се стожерите. Се на браникот на превенцијата, односно на еден начин брана за внес на многу заразни заболувања или превенција од појава на заболувања. Во одделението се вршат повеќе јавноздравствени активности,
Проценка на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење е една од основните работи. Значи, знаете дека и законска обврска е она што треба локалната самоуправа, државата да ни го возможи, да го обезбеди е здрава и квалитетна, велиме безбедна вода за пиење. Во таа насока се врши следење, спроведување на предложени мерки, значи контрола на сите водоснабдителни објекти, санитарно-хигиенски увиди врз објектите за извориштата и така натаму, контрола на квалитетот на водата за пиење и проценка на ризикот на здравјето со преку 1000 мостри на вода за пиење од градскиот водовод. Исто така постои контрола, проценка на квалитетот на водата преку санитарно-хигиенски увиди, значи на лице место, на терен, бактериолошка и физичко-хемиска анализа на водата, каде се одреден број на параметри се испитува и можеме одговорно да кажеме да Битола има безбедна вода за пиена и по аспект на бактериолошкиот анализа и по аспект на физичко-хемиските анализи. Исто така се изготвуваат и тие годишни извештаи и така натаму, препораки, сугестии доколку има појава на посебно селските водоводи на небезбедна вода за пиење, со препораки и превентивни мерки за санирање на состојбата. Управувањето со чврстиот и течен отпад исто така е под надлежност на одделението по хигиена, проценката на здравствено-еколошки ризик од квалитетот на површинските води, значи во Центарот за јавно здравје се врши контрола и проверка исто така по повеќе параметри и увиди, санитарно-хигиенски увиди и анализа на преку 70 мостри годишно од површински води, пред се од Преспанското, Срежевското езеро, реката Драгор и реката Црна. Тие редовно по програма се контролираат. Исто така проценка на здравствено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот. Битно е да се каже дека се мониторира и се проценува состојбата на загаденоста на воздухот по одреден број велам на параметри, не PM10 честичките, преку 6 стационарни седиментатори кои се поставени во градот и наши екипи редовно ги контролираат и тие параметри ги реферираат, можам да кажам, во Институтот за јавно здравје. Се изготвуваат исто извештаи годишни, се изготвуваат приказ на морбидитетот на респираторни заболувања кои се во корелација со загадувањето. Исто така проценката на здравствениот ризик од бучавата се исто така мерливи и ги анализираме во Центарот за јавно здравје. Пред се мониторинг на бучава на 15 мирни места во градот се реализира во Битола и во Кичево во 2 пати годината, во пролети и есен, според програмата, пошто следат секако годишни извештаи, препораки и анализи. Следењето на безбедност на храната во предучилишна, училишна, те установи, ученичките домови, домовите за грижа на стари лица, каде се врши микробиолошка анализа, односно се проверува во нашите лаборатории, микробиолошка анализа, биолошки квалитет на исхраната се проверува со анализа на одреден број на мостри според програмата. Исто така следење на безбедност на болничката исхрана, биолошкиот квалитет на истата и по микробиолошки параметри, и тоа и по биолошки квалитет. Следење на нутритивниот статус, ви цитирам дел од програмските активности кои ова одделение многу значајно ги спроведува. Тука се, значи, нутритивен статус кај предучилишна и училишна возраст на децата, каде во второ, пето и прва година средно се мерат, значи се вршат одредени испитувања, параметри, антропометриски испитувања, со кои се офатени преку 1000 испитаници. Се врз основа на тоа се изготвуваат извештаи и проценка на нивниот нутритивен статус, па кажуваме појава на обеситас, дебелина кај децата и така натаму. Хемиска контаминација на храната од пазарите исто така се детектира. Климатските промени, знаете дека неколку години веќе сме ја поддржуваме, односно ја практикуваме, ја реализираме тој акционен план за превенирање на последиците од топлотни и студени бранови. Колешка наша е вклучена во тој систем, во тесна соработка со Бирото за метеорологија, со другите релевантни институции, како навремено би ги информирале граѓаните со препораки здравствени, со делење на флаери и така натаму за здравствените ризици од овие климатски промени. Во склоп на одделението по
по хигиена и здравствена екологија работи нашата втора лабораторија за контрола на води и храни, исто така акредитирана лабораторија со 30 на параметри. Тоа е лабораторијата по санитарна хемија или броматологија, во која работат специјалисти по броматологија и токсиколог. Многу значајна, пошто во овој дел почнала скромно да работи во почетокот на 70-тите, 80-тите години, меѓутоа денес е една од современите, велам, акредитирана исто по системот 17025, 30 на методи, реков се испитуваат, се акредитирани и се на еднакво ниво на анализа како и било каде во светот. Тоа е потврда, зашто целата кондиторска индустрија која имаме овде, индустријата за производство на сокови, пива и така натаму, дел млечни производи, се анализираат во одделот за испитување на храна и во одделот за испитување на вода. Значи, се вршат анализа на примероци на вода за пиење, површински води, отпадни води и така натаму, по тие хемиски параметри. Со софистицирана секако апаратура и испитување на прехранбени продукти кои се донесени или по барање на Агенцијата за храна и ветеринарство или прехранбената индустрија, односно комитентите сами ги донесуваат за анализа со добивање на резултати и на англиски јазик, така да тие вршат извоз со нашите резултати од тестирањата во ова, можем да речем, современа и многу релевантна лабораторија во овој дел на Југозападна Македонија. Неизбежен е да се спомене вирусот Зика, еден вирус кој предизвика паника на глобални размери. Има ли ризик за појава во Македонија? Каде е ризикот? Значи, можна е коинциденција, не е се уште 100% потврдена, на појава на повеќе неуролошки заболувања од типот на микроцефалија кои се јавуваат кај пациентки, кај бремени жени по породувањето, односно оние кои се инфицирале во првите месеци на бременоста. Значи, најдена една корелација, значи невообичаен, но голем број на случаи со микроцефалија се раѓаат во деловите каде што вирусот циркулира и каде се појавува, каде што веќе владее епидемијата на Зика вирусот. Иначе се работи за лесно вирусно заболување, кај останатата популација, заболување од кое секој петти, да речем, заболува, кој во 80% од случаевите поминува асимптоматски со сликане на лесна, може да се каже, вирусна инфекција од типот на грипот, која не треба ни хоспитализација, фактички, со лесна клиничка слика, со хиперемија, црвенило, солзави очи, конјуктивитис, со можна појава на раш, односно црвенило по кожата, со мускулна болка, која лесно за неколку дена, како што се појавува, така и се губи. Ризикот е, реков, посебно кај бремените жени, не кај сите, кај некој, кој веројатно имунолошкиот нивен систем е нарушен, кај кој се јавува, повторувам, не кај сите, појава од неуролошка симптоматологија, од типот на микроцефалија, од Жилиен-Баре синдром кај некој. Тоа се ризиците. Колку е можно кај нас да го има, односно, значи прво треба да го имаме присуството на вирусот, сега за сега го немаме, не можеме да имаме импортирани случаи, како што имаме и маларијата. Секоја година имаме случаи на маларија, комарецот го имаме, векторот го имаме, преносителот, случаи имаме, меѓутоа никогаш не се работи за тука ендемско заболување, него се работи за случаи кои ги внесуваме. Мислам дека нема да има поголеми проблеми. Тука беше Вест Нил, исто така се справивме. Велам, тоа е координирана акција, не е тоа наша заслуга, но тоа е на целиот здравствен систем, ветеринарните служби и така натаму во сите во државите во регионот каде што го има, тоа е санирање, уништување на векторите на комарците или сведување на биолошко ниво, каде што тие не представуваат опасност за пренесување на вирусите. Не само за ова болест и за други. Јас тука ќе ви се заблагодарам за денешното гостување во емисијата Јавни политики и ќе посакам што помалку епидемии и што помалку да се справуваме со вакви ризици на нашата територија. Уште еднаш ви благодарам за интересот кој го правивте за вакво јавноздравствени теми и уште еднаш поздрав до вашите гледачи.
Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме наредната недела во истиот термин, 20 часот и 45 минути на телевизија Мега.